Ке се интензивираат активностите околу отворањето на планираните нови гранични премини, особено граничниот премин Клепало-Сандански. За ова, меѓу другото, вчера разговарале министрите за внатрешни работи на Македонија и Бугарија, Оливер Спасовски и Валентин Радев на средбата во Струмица. Отворањето на граничниот премин Клепало е нешто што граѓаните од двете држави го бараат со години. Ова беше тема на дискусија и во бугарскиот парламент минатата година, која го покрена пратеникот од Сандански Атанас Стојанов. Години наназад се прават формални напори за негова реализација, но сите иницијативи досега се без резултат. Недостатокот на заинтересираност и активни действувања од страна на неколку институции е очигледна. Ова директно се одразува на економијата на југозападниот регион и на нормалните односи меѓу двете соседни држави. Пунктот е важен и од човечки и емоционален план. Браќа и сестри има од двете страни на границата. Рече тогаш Стојанов. Идејата е овде да се отвори регионален премин, каде луѓето од 30 километри од двете страни би можело да се движат со лични исправи. Македонската страна е позитивно расположена и ја потпира оваа идеја, и од бугарската страна, како што кажав, има расположение. Инаку од македонска страна објектите на граничниот премин Клепало кај Берово се изградени и веќе 2 децении не се ставени во функција и пропаѓаат. А од бугарска страна треба да се изгради само патот од Клепало до село Микрево, во должина од 7,5 километри. Со ова ќе се овозможи полесна комуникација и движење на граѓаните.